Почитувани, образованието повторно е приоритет на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. По години на хаос, доцнење и неизвестност, денес системот функционира навремено и во интерес на учениците и наставниците. Втора година поред, учебниците за сите одделенија ги дочекаа учениците уште на првиот училишен ден. За разлика од претходните 7 години, кога имаше учебни години без отпечатени учебници, денес над 1 милион примероци се на училишните клупи, а набавени се по значително пониски цени, со што само во последните 2 години се заштедени околу 45 милиони денари. За прв пат по 7 години, учениците повторно добија учебници по странски јазици – англиски, француски, германски и италијански. Паралелно со тоа, владата ја врати сигурноста и за наставниците. Со подпишаната спогодба со СОНК е обезбедено гарантирано зголемување на платите во следните 4 години од 40 до 60%, зависно од инфлацијата. Само во првите 2 години платите се зголемени за повеќе од 20%, за разлика од минатото, кога платите се покачуваа исклучиво пред избори и никој не знаеше колку ќе изнесува покачувањето. Денес постои јасен и предвидлив систем кој го вреднува трудот на наставниот кадар. Дополнително, за прв пат е овозможен кариерен напредок и за наставниците и за стручните соработници во средното образование преку избор во звања ментор и советник. Посебно внимание е посветено и на инклузивното образование. Додека во времето на СДС и ДУИ имаше околу 800 образовни асистенти само во основното образование, денес има 1350 во основните училишта и за прв пат 150 асистенти во средното образование. Истовремено се модернизира и образовниот процес. Над 160 училишта се опремени со современа IT опрема. Дигитализирани се сите услуги за учениците и студентите, административниот товар на наставниците е значително намален со новиот електронски дневник. Воведени се електронски свидетелства, а за прв пат во образованието се воведуваат и насоки за етичка примена на вештачка интелигенција, со обучени повеќе од 1000 наставници. Само во првата година од мандатот се инвестирани над 70 милиони евра во нови училишта, спортски сали, реконструкции и проширување на образовната инфраструктура, што представува повеќекратно вложување споредено со периодот на власт на СДС. Ова се конкретни резултати кои покажуваат дека кога има одговорна политика, образованието добива стабилност, а учениците и наставниците добиваат услови какви што заслужуваат. Ви благодарам.